Учебната година треба целосно да се пролонгира за следната година, бидејќи ковид состојбата во Македонија за брзо време нема да се стабилизира, вели за Алфа микробиологот Никола Пановски. Особено ќе биде опасно месеците ноември, декември, јануари, февруари, па и март, кога не може да се дружат толку долго надворно. Не ќе излегуваат надворно, меѓутоа може да се собираат во затворен простор, каде што ширењето е неколку пати повозможно отколку сега. Сега еве се дружат, како што гледате, ама нема некој ширење на болест. Меѓутоа, ако тоа се продолжи во зимските месеци, ќе биде опасно. Датум за старт на учебната година нема, само деломни протоколи и одлуки. А низата неодговорени прашања на учениците и родителите се уште повжештени. Студентка во Холандија пред камерата на Алфа вели дека институциите се со многу празни идеи, а малку решенија. Што и да одлучат мора да биде подобро обработено, затоа што сега има идеи, ама ниедна не е до крај, нема целосен план, што мислам дека нема да функционира. Мислам дека може да функционира и онлайн и во училиште, или било каква комбинација од двете, ама мора да има поконкретен план за што и да биде. Средношколците се со поделени мислења. На дел им недостига училиштето, другите пак би останале дома. Онлайн наставата, има ли дупки во знаењето? Па, зависи. Не знам. Јас ја прва идам. Па ни се одели може од второ полугодие малце да почнеме со тренинг да влезем во форма. Така, што волат вашите другарчиња? Сакаат онлайн Па, настава, пак не? другарчињата сакаат да одморим уште малце од второ полугодие, ја мислам дека е најдобро почнеме. И вратите на градинките не се знае кога ќе бидат отворени. Денеска требаше да се донесе одлука и за ова прашање. Од Комисијата за заразни болести за Алфа велат, одлуката требало да ја донесат од Министерството за труд и социјала.